Денес се одржува 60-тата критична маса во Прилеп, значи 5 години веќе поред ја возиме низ Прилеп. Традиционално ја започнуваме критичната маса од тука на плоштадот Александрија, возиме низ градот, завршуваме исто така традиционално во Take 5, имаме таму роденденска торта и имаме забава со The Hounds и со Сирилик. Почетната цел беше да граѓаните на градот да станат свесни дека покрај автомобилите постојат и други учесници во сообраќајот, дека не се само тие, дека има и пешаци, дека има и велосипедисти, да станат свесни за нив и да ги почитуваат и нивните права. Така започнавме, се надеваме дека за ова време малце е раздвижено тоа, дека има зголемување на свеста кај граѓаните воопшто, значи не само кај автомобилистите, него и кај пешаците и кај велосипедистите, дека никој не е сам и никој не го поседува просторот, дека сите сме заедно и така треба и да функционираме. Како што кажавме, критична маса веќе 5-та година се вози во Прилеп. За овие 5 години мора да се каже дека постигнато е дел од целта, секако дека е постигната, затоа што на самиот почеток не само бројот на велосипедисти кои што возеа точак беше доста мал, но исто така и во поглед на реакциите на луѓето кои што не сретнува, се уште не знаеа зашто станува збор, додека денес кога се појавуваме, речиси на сите им е јасно дека тоа е критична маса. Речиси да немаме негативни реакции од учесниците во сообраќајот, што порано беше на самиот почеток навистина голем проблем, посебно со автомобилите на поголемите крстосници и слично, а сега дури добиваме и нивна поддршка во текот на возењата, така да во тој поглед свесноста е поголема. Во секој случај повеќе луѓе има што користат велосипедот како средство за превоз, исто така и како сведоци сме и на овие сите тури што се организираат и слично, значи дефинитивно велосипедот има завземено едно повисоко место општо во сообраќајот, а и како рекреативно средство. Сега се уште се разбира целта 100% не е постигната, бидејќи се уште треба да се подобрат многу работи во поглед на инфраструктура, во поглед на движењето на велосипедите во Прилеп, паркирани автомобили, неозначени велосипедски патеки, недоволно одржувани, недобро испланирани велосипедски патеки каде што е поставена урбана опрема од типот на контењери и слично. Така да тие проблеми се уште и те како застапени и мора да се работи на нивно решавање во дни.